А ние треба да продолжиме со Христовата проповед, Христовата беседа на гората на блаженствата. Стигнахме до 6 глава, 19 стих. Веднаш после постот, значи. За кој што малку стана збор и вечерва. Матеј, 6 глава, 19 стих. Откако дал пример за вистинска молитва, откако ги осудил сите лицемерни постови и лицемерни молитви, Господ продолжува со навидум нова тема. 19 стих вели: не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Јас еднаш ми остана една добра кеса полна со ореви од претходни години, што не биле потрошени. Ореви собрани од матка. Секоја есен собираме ореви. И ми остана, па ги чував во подрум, кога еден ден забележав дека е кесата празна, затоа што глувците ги изеле сите ореви. Не помислав дека оревите ќе ги изедат. Не ми текнало такво нешто. Замислите, ги изедува сите ореви со се лушпат. Сега оревите не беа некој големо богатство. Што значи ова не собирајте богатства на земјата? Ова не значи немојте да бидете домакини, немојте да се грижите за во смисол на разумно планирање, не во смисол на онаа грижа за која што подоцна ќе стане збор во оваа глава. Значи, не станува збор за добро водење економија, туку станува збор не собирајте богатства на земјата. Значи, не правете ризници, не трупајте. Немојте да мислите дека на земја може да се обезбедите. Често пати порано сум слушал како за некого се збори. Некој така се збогатил, што особено често пати тоа се зборуваше во контекст на политичари, на власт. Така се збогатил од што бил на власт, што и вака велеа. Ги обезбедил синовите, внуците ги обезбедил. Колку глупава изјава е. Утре може да му загине и син и внук во сообраќајна несреќа, ги обезбедил. Христос споменува молец, рѓа, што значи не се работи тука само за пари, па и крадци, значи парите не се нешто се подкопуваат, и крадците не крадат само пари. Туку соберете богатства на небото. Што значи сега ова? Каква е таа ризница, каква е таа банка, каде што таму можеме да трупаме средства или да собираме средства? Колку се сигурни парите што денес ги имаме? Како прво користиме пари што немаат вредност. Вредноста им е измислена и дадена од така наречената Народна банка, која што не припаѓа на народот, се разбира. Еден чекор понатаму, денес постојат фиктивни пари. Што значи постојат измислени пари, абстрактни пари. Постојат сметки со бројки на нив.
Значи никаква вредност. Колку е сигурно да држиме големи средства во банка? Дали е тоа нешто сигурно? Да се сетиме колку големи фирми пропаднаа кога изби економската криза, која што е намерно направена, како и секоја друга. Уште се сеќавам на оној пример, дали беше од Lehman Brothers или од некоја друга фирма. Затоа што од 18 милиарди долари загубил 15 и му останале само 3 милиарди долари му останале. Собственикот се самоубил. Еве за ова зборува Христос. Зошто се самоубил? Зашто тој се надевал. Неговото срце. Не станува тука збор дали треба или не треба да водите добро домакинство, да бидете економични, па и да планирате за своето семејство, за иднина. Станува збор каде е вашето срце. Со што мислите дека ќе се обезбедите себе или вашите потомци? Господ е повикува да ги обезбедиме со вечниот живот на новата земја. Има ли поголемо богатство тоа? Вие и вашите деца да бидете таму. Вие и вашите сакани да бидете таму. Вечно млади и вечно живи. Има ли поголемо богатство тоа? Не е битно што во Новиот Ерусалим ќе има златни улици, тоа нема никаква вредност. Материјата како таква, злато, сребро, диаманти, бисери на вратите на Новиот Ерусалим, тоа нема да има никаква економска вредност. Не е тоа битното, колку год убаво да изгледа. Битното е она што ќе ја сочува нашата душа и душите на нашите сакани за цела вечност. И да, таму, ниту молец, ниту рге ги јаде, ниту има краци, ниту има банки, ниту има мафија, ниту има војни, грабежи, убиства, смрт, катастрофи, земјотреси, поплави и сето оно што го има денес на оваа земја. 22 стих понатаму. Светилото за телото е окото. И така, ако твоето око биде здраво, и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде лошо, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Ова се све фигуративни изрази. Не се мисли за тоа колку добар ви е видот офталмологија. Се мисли вашиот разум, вашето срце, вашата совест. Какви се? Дали се просветлени? Дали се раководени од Божиот закон, Неговото Слово, Неговата вистина, Неговиот дух? Или пак се затемнети, замрачени со човечките лаги, прелести, илузии, заблуди, со сета човечка измама и измамливост, сето оно што тука е наречено темнина. На друго место тоа го нарекува слепило Господ. Слепец, ако води, и двајцата ќе паднат во јама. Двајчетврти стих. Никој не може да им слугува на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрзи, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите и на Бога, и на Мамон, или Мамона. Така го викале евреите. Богот на парите.
Мамон. Кому служат евреите денес? На Бога или на Мамона? Се разбира, лошо е да се поставува овакво генерално прашање. Можеме да речеме дека повеќето луѓе му служат на Мамона, од било која националност. Тоа не значи дека не треба да имаме пари, не треба да имаме средства, дека не треба да остваруваме и профит, материјален профит во овој живот, туку повторно, клучното прашање е каде е нашето срце, дали таму се наоѓа нашето срце, дали со тоа е врзано нашето срце. Или како што Господ кажал преку Мојсей на израелскиот народ, кога ќе ви расте богатството, нивата, например, кога ќе роди, кога ќе ви расте богатството, што кажал Господ? Не кажал, откажете се од него, или поклонете го на другите на кои што им не достигаат средства. Кога ќе ви расте богатството, имотот кога ќе ви расте, не дозволете вашето срце да се врзе, да се приврзе за тоа. Не дозволете, значи, тоа богатство, материјалниот имот, средства и така натаму, да го заробат вашето срце, вашата душа, да се залепи за тоа. И да мислите дека се прави и се постигнува со пари. Парите го вртат светот, точно. Светот го вртат. Но сакате вие да бидете во таа вртелешка. Вртелешката на светот. Веројатно дека сите сте биле вртелешка, знаете како, или како денес не гледам да има вртелешка, но како во времето на нашето детство. Како се чувствувате после вртелешка? Зашеметени. Зашеметени. Или, што би рекле турците, шошардисани. Во овој свет има многу што може да не зашемети. Што може да не збуни, да го заврти нашиот памет, да не разочара, да не бутне, да паднеме и во верата, и во сето друго што го правиме, дури и во нашите материјални занимања. Многу што може да не бутне и во духовен, и во телесен, и во материјален смисол. Но ако нашето срце се наоѓа секогаш во Господа, тогаш биле богати како Аврам, биле сиромаси како Христос, бидејќи на земјава не поседувал никаков имот, додека бил на земјава. Иако нему му припаѓа цела земја, сепак на земјата живел без да поседува никаков имот, додека ја вршил својата јавна служба. Ке бидеме благословени. Продолжуваме со 25 стих и целиот тој одсек до 34-тиот, ќе заврши оваа 6 глава. Затоа ви велам, значи продолжение на и мислата, која што започнува со 19-тиот, не собирайте богатства на земјата. Каде што е вашето богатство, таму ќе биде вашето срце. Не служите на Мамона и не може да му служите на Бога и на Мамона. Затоа ви велам, немојте да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете. Повторно тука се употребува зборот грижа во буквалниот смисол. Значи не се мисли за одговорно домакинско раководење со
нашите средства или со нашето семејство, туку не се грижете, во смисол не се ни плашете, не се јадосувајте. Со други зборови, бидете верни и ќе бидете мирни. Не се грижете што ќе јадете или што ќе пиете. Ниту за телото во што ќе се облечете. Зарем не чини вашата душа повеќе од храната, а телото од облеката. И сега следува практичен пример. Погледнете ги птиците небесни, тие ниту сејат, ниту жнеат, ниту во амбар собираат. Можеме да речеме, погледнете ги сите животни. Еднаш неодамна има прочитано на Фейсбук една ваква интересна изјава. Човекот е единственото живо суштество на планетата што треба да плати за да јаде. Тоа животните не го прават. Има луѓе, претежно во Америка има такви, кои што сакаат да се одвојат од цивилизација, да отидат некаде на Аљаска или не знам каде, на пусти места, и сакаат да живеат така во природата, да ловат, да се хранат од сите природни производи, дрвја, плодови и така натаму, или од лов, да се изградат скромна куќерка од дрва, од стебла, надвор од цивилизација, надвор од економија, да немаат работа со пари, со банки, сакат да живеат и уживаат да живеат со природата и во природата. И тоа го сметаат за природен начин на живот. Тоа го сметаат за единствениот нормален начин на живот. Не се далеко од вистината. Иако Господ не сака и не ни заповеда тоа да го правиме сите. Често пати сме слушале, треба да ги напуштиме големите градови, треба да размислуваме уште од сега дали можеме сами да произведуваме храна на некоја парче земја и така натаму. Бидејќи иде време на криза, ќе се случат можеби и војни, и економски кризи, и катастрофи и така натаму. Продавниците нема да ни бидат достапни. Но за сето тоа, и во сето тоа, Господ вели, не се грижете. Планирайте, размислувајте, молете се, но не се грижете. Имајте вера, со други зборови. Вашата душа, вашето спасение е многу побитно од сето тоа. Значи, погледнете ги птиците. Тие ниту жнеат, ниту сеат, ниту жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот Отец Небесен ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? Со други зборови, за нив секојаш има храна. Познавате некој животно кое што е изумрело затоа што немало што да јаде. Јас немало сета храна што можело да ја јаде. Или што ја јадало пред тоа. Не постојат такви животни. Сите во природата си имаат и си наоѓаат храна. Не им недостига храната. Зарем вашиот Отец Небесен нема да се грижи за вас, ако се грижи за нив? Не сте ли вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижајќи се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Лакт? Дали можеме 1 милиметар да му додадеме, а не лакт? Дали може 1 сантиметар да му додадеме на својот раст? Грижајќи се.
Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат, не се трудат, ниту предат. Но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така, како еден од нив. Замислите. Но ако полската трева, што денес ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе ќе стори за вас, маловерни? Па затоа не грижете се и не говорете што да јадеме, или што да пиеме, или во што да се облечеме. Зато сето тоа го бараат незнабожците. Ева повторна разликата. Сето тоа го бараат незнабожците. Незнабожците само за тоа зборуваат. Нема пари, нема работа, што работиш, кај работиш, има ли пари, само за тоа зборуваат. Сеќавам кога носевме книги, нудевме книги, дали некаде на площад, дали од врата до врата. Абе, шо ми даваш книги, дај ми пари. Све му работат за пари, за јадење, за пиење, за криза, за телесни потреби, телесни желби и така натаму. Така размислуваат животните. Така размислуваат и незнабожците, кои што биле и се еднакви на животните во тој поглед. Сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето тоа имате потреба. Но барајте го најнапред Царството Божио и Неговата правда. И сето ова ќе ви се придодаде. И сега ова изгледа многу чудно. На погребот на Карл Маркс, 1883 година во Лондон, неговиот пријател Фридрих Енгелс, меѓу другото, кажал вакви зборови. Човекот прво треба да јаде, да пие, да има во што да се облече, а потоа да може да се занимава со наука, религија, филозофија и други духовни активности. И затоа на прво место е материјата. Базата, тоа е базата. Како да ги обезбедиме овие потреби, а после ќе збориме за другите работи. Зошто Господ го вели спротивното? Прво барајте го Царството Божио. Што го кажува и на најгладните усти, најсиромашните меѓу неговите слушатели, како што имало еден куп во тоа време. Особено експлоатирани и од римјаните, и од своите сонародници, трговци, господари, ако биле робови, например, и така натаму. Барајте го најнапред Царството Божио. Повторно акцентот е ставен на душата. Грижете се за душата. Грижете се за спасението. Ваше или на вашите најблиски, на оние што ги сакате. А сето друго ќе ви се придодаде. И затоа немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. И на секој ден доволна е неговата неволја. Најмудрите зборови. Навистина, не треба да се грижиме за утре. Зошто? Затоа што тоа утре не постои. Како што му велев на Трајчево често пати. Иднината не постои. Некој може да рече за нас лично, како што рекле и за нас како црква често пати, па некако да им се исполни тоа, дека тие или вие немате иднина. Никој нема иднина. Иднината не постои. Се што Господ сака е да бидеме како Него, да живееме во вечната сегашност. Се грижиме да живееме денес. Господ не сака да живееме во минатото исто така.
Значи, премногу носталгии, премногу желби за враќање во минатото, премногу занимавање со минатото, нечени. Фактот дека нечени. Господ не сака да живееме во минатото. Во иднината не ни можеме да живееме, бидејќи иднината не постои. Единствената иднина што постои е вечност. Тоа е, значи, повторно, Господ. Само тоа е известно, ништо друго. Господ сака да живееме во денешниот ден. Единствениот што реално го имаме. И само да се грижиме за Него. А утрешниот ден сам ке се грижи за своето. И така на секој ден доволна е неговата неволја. Да не се ставаме и ние повеќе грижи, повеќе товар на нашата душа од она што ни го носи денешниот ден. А верувам дека денешниот ден ви донесе сите радост и благослов. Мене лично ми донесе голем благослов. И ви посакувам таков благослов да ве следи во целата нова седмица. Нека му е фала и слава. Амин.